Продолжуваме и понатаму со содржините на Слободен печат ова утро и како што веќе ве навикнавме, веднаш повестите во нашиот блок информативно издание. Продолжуваме со анализа на колегата Дејан Андуновиќ, на кој што му посакувам добро утро. Добро утро. Добро дојдете во Слободен печат. Драго ми е што те имаме и ова утро. Добро ве најдов. Навистина застрашувачки слики пристигнуваат од час во час од Газа. Вознемирувачки, застрашувачки и се полоша и полоша е, ми се чини, ситуацијата таму. Погодена е најголемата болница со образложение дека токму под неа се наоѓаат тунели на каде што се кријат Погодена е Ел-Шифа, најголемата болница, која веќе според Светската здравствена организација, која стапила во контакт со болницата, од утрина и официјално не е болница, бидејќи не може да функционира како болница, бидејќи е урната, оштетена, нема гориво и сето она што треба за една болница да функционира и дека тие тамошниот персонал и болните чекаат да бидат евакуирани. Во меѓувреме владата на Хамас, нели таа има и цивилен дел, не е само овој воениот, ги демантираше наводите на израелската армија, односно на Бенјамин Нетањаху, премиерот на Израел, дека наводно понудиле гориво, а одбиле. Представникот на владата на Хамас изјави дека ниту им било нешто понудено, ниту па тие одбиле, така да во моментов ниту една болница во појасот Газа, според Светската здравствена организација и според владата на Хамас во моментот не функционира, што е дополнителен аларм и што предизвикува буквално колапс и хуманитарна катастрофа. Од утринава исто така поголемиот број на муслиманските држави во регионот и на далечниот исток ги спуштија знамињата на пола копие за во чест или за поради големиот број на жртви кои се случуваат во појасот Газа, со што се креира едно, би рекол, антиизраелско расположение во светот, многу поголемо од она што можевме да го видиме во минатото, кога Израел спроведуваше воени акции, а тоа го прави уште од 1948 година, така да се креира, се продлабочува оваа криза. Во моментов трајат борбите и натаму помеѓу израелската армија и Хамас. Израел тврди дека досега загубил 44 војници во овие борби последниве месец дена, но се стравува дека бројот е многу поголем. Хамас досега ликвидира 1200 луѓе, што население цивилно, што нешто од заложниците, пушти само 4 и најави дека веќе нема да ги ослободува заложниците, така да Израел продолжува со копнената операција. Дојде до мало недоразбирање, би рекол, помеѓу Белата куќа и Израел, бидејќи јас изминатите денови го зборував во ова студио дека Соединетите Американски држави се наоѓаат во предизборие, да кажам, и големиот број на арапски и муслимански гласачи најверојатно нема да му дадат подршка на Бајден поради се во ова, така да веројатно се многу повнимателни во Белата куќа, па едно од недоразбирањата е изјавата на Нетањаху дека по војната Израел ќе има контрола врз Газа воена, дека не се смират состојбите, нешто што никако не оди во прилог на решавањето на овој конфликт, бидејќи многумина сметаат дека Палестина конечно ќе мора да добие своја некаква независна држава за да се смират овие тензии. Прости, сакав да се надоврзам, што се случи со 4-часовните хуманитарните 4 часа кои што беа најавени, а не се случи се уште ниту еден таков час? Уште додека преговара, Израел велеше и тврдеше дека и без да се договорат тие хуманитарни примери, дека нејзината армија прави паузи во бомбардирањето, ракетирањето и водењето на операциите, така да имаат време тие хуманитарни конвои да влегуваат и да излегуваат, што веројатно е можеби и така, бидејќи не можете вие 24 часа да стрелате и да пукате таму, но ми се чини дека не се изјалови целата работа. Јас повторно ќе кажам, Израел некако како да
освен што не доби некакво големо одобрување за оваа воена операција, зборам. Повторно ќе кажам, израелската држава има право да се брани, и има право да одговори на оној грозоморен терористички напад, и има право сето тоа да го прави, но не да прави со контра насилство што очигледно во светот најде на големо негодување. Кај муслиманскиот свет многу поотворено, но гледаме и дека, повторно ќе кажам, Соединетите Американски држави се во моментов во предизборие, но имаат и уште една војна, тоа е онаа во Украина, така да очигледно немаат некој голем капацитет за да му дозволат на владата на Нетањаху да продолжи, за да се извлече од целата оваа политика која изминатите години ја правеше, а тоа е и обвинети од самите израелски опозициони партии дека војната ја користи со цел да се извлече од некакви корупцијски скандали. Па сега ако ги земем во предвид и овие голем број на жртви и помеѓу евреите и муслиманите, за него ми се чини дека уште дополнителна одговорност доаѓа, така да хуманитарните конвои се на хартија де факто, но во пракса се договорени, но во пракса на теренот ништо од тоа, бидејќи еве сведоци сме дека се гаѓаат болници под образложение дека таму има Хамас позиции, што можеби и не е исклучено сега, ние тоа не можеме да го знаеме. Но Израел во моментов како да полека ја губи поддршката за примената на одмазничките напади врз Хамас, бидејќи ова можеме да видиме дека не води никаде. Тоа го видовме и во Украина, каде што за да се казни режимот на Зеленски, русите практично го казни украинскиот народ кој ни крив ни должен настрада поради некои големи геостратегии. Значи ги споредувам овие две војни, бидејќи се секако поврзани и се работи за сличен начин, само и двата се стари конфликти, но сега Израел докаде од Израел нема добри односи со Русија, бидејќи и покрај тоа што владата на Нетањаху со Путин стоеше добро лично, како држава и како интереси нема добри односи, а особено с големија тензиите изминативе 3 дена, бидејќи една вест помина онака во светските медиуми многу незабележителна, а тоа е дека Израел и даде на Финска, новата земја членка на НАТО, која има над 2000 километри граница со Русија, значи нов да кажеме фронт во најава помеѓу НАТО и Русија, бидејќи на онаа цела армија што е распоредена руска, сега мора уште да се распоредат сили руски до финската граница, која доскоро беше неутрална, а сега е НАТО. Таму го испорача ракетниот систем Давидовиот чатал, познат е на тие што се разбираат во тоа, со цел за одбрана од евентуални руски ракетни напади, нешто што може би во пракса нема да биде користено, но како чин го нервира или го изреволтира Кремљ и пред се Путин, дека Израел доста има своји проблеми воени тука, доста бара некаква поддршка и пријатели, ги зголемува конфронтациите со и онака конфронтираната Москва, така да ми се чини дека оваа војна ќе трае уште и дека мировните преговори кои ги најавуваа во петокот зад кулисите за сега нема ништо, бидејќи сега ќе ги споредиме малце и Израел, и Украина, и Газа, и Русија, а тоа е мировните преговори најверојатно ќе мора да завршат, зборуваме за Газа, сепак на крај да дојде до формирање на некаква независна палестинска држава, нешто што Израел се противеше, но се противат и муслиманскиот свет и палестинците, бидејќи ќе потсетам, од друга страна муслиманите први не сакаат да дозволат еврејска држава на тоа парче уште од 1948 година. Другиве држави некако како муслимански и арапски да се согласија на ова сценарио да има палестинска држава, но и еврејска, но Иран кој е најголем поддржувач на борбата против евреите и нејзиниот председател синоќа изјави дека не се согласува да дојде до овакво решение, бидејќи сметаат дека ако се направи палестинска држава, тоа значи дека се признава Израел, а ќе потсетам, Иран е една од државите кои не го признава постоењето на Израел, туку сака да ги протера евреите од тој дел од светот. Така да ова некако се врти и нема крај.
Нема ли кај? Од друга страна, решението за Украина, некако Украина повторно се врати, тоа морам да кажем без да ме прашаш, се врати во фокусот. Очигледно дека украинската контраофанзива долго најавувана е неуспешна. Очигледно Западот, очигледно ова што можеме да го видиме. Некако не успеа планот Русија да се скрши, исто како што на Русија не испадна планот Украина толку брзо да ја скрши. Зеленски има политичка криза, подолго време се зборува дека неговиот началник на генералштаб, генерал Залужни, е сериозен негов против кандидат, бидејќи тие од првиот ден не се согласуваат со начинот на војната во Украина, како да се води, што да се води. Постојат веќе некои преговори и едно од решенијата што се зборува, тоа го каже поранешниот генерален секретар на НАТО, е дека најверојатно, зборувам као шпекулација, Украина би можела да влезе во НАТО, но без овие 4 територии, нешто што веројатно ќе биде прифатливо и за Русија. Значи, овие 4 територии, тоа се Херсон, Донецк, Луганск и Запорожје. 4 тие територии, Крим се разбира веќе одамна е Русија, но и овие 4 се во Русија, меѓутоа се уште има украинска и НАТО војска. Украинска војска, ајде, да не ги мешаме тука НАТО. Така да, тоа за Зеленски е неприфатливо. Тој вели, ние мора да ги ослободиме целата Украина и да се врати. Така зборуваше и Западот, но сега и Западот ретерира, бидејќи гледаат дека не може да ја поразат Русија. А од друга страна, Русија најверојатно ќе го прифати ова решение, бидејќи и она не може Украина да ја порази со оваква странска помош, така да се отвори нов фронт во Израел, некако Украина полека најверојатно ќе се пушти низ вода, но веројатно и Зеленски, бидејќи веќе има во неговиот генералштаб се погласно и погласно шпекулации дека е потребен нов председател. Да, тоа сакав следно да се надоврзам. Дека генерал Залужни е човекот кој стварно се покажа како добар командант и генерал овие 2 години на фронтот во Украина, бидејќи Русија сепак велесила, Украина не беше велесила, но и Зеленски кој сега се обидува повторно со Трамп да се види, Трамп да му помогне, бидејќи очигледно од оваа демократска администрација на Бајден полека, но сигурно веројатно му е испорачано, сега шпекулирам, веројатно му е испорачано кој е планот и за прв пат после 2 години морам да кажам, бидејќи коментирам секој ден во ова студио, прв пат слушам после 2 години дека има некаков обид и иницијатива за некаков мир во Украина, а тоа е очигледно двете страни се сватија до каде која може и дека амбициите кои ги имаат двете страни нема да може да ги исполнат. И оваа војна ќе оди во бескрај, тоа не му одговара на никој. Повторно ќе кажам, бидејќи ова во Газа и со Израел веројатно ќе биде конфликтот кој во наредниот период исто така не заврши толку брзо како што израелската армија најавуваше дека тоа брзо ќе го направат, дека ова, дека она. Очигледно се создава една голема хуманитарна криза. Да, и Путин мислеше дека за 2 недели ќе се реши се. Па и Путин мислеше, но и западните земји мислеа дека Украина со таа контраофанзива изминатава пролет со тенковите, па авионите, па 30.000 војници нови обучени украински кои треба да исечат кај Херсон, да излезат на Крим и конечно да му дадат шахмат на Путин и Крим да го загуби. Очигледно дојде во пат позиција се во ова и ќе мора политички. Тоа веројатно ќе биде и главната тема за дотрешниот самит или состанок на американскиот председател Џозеф Бајден и кинескиот председател Си Џинпинг. Две нации, два ривали денеска кои со руското влегување во Украина, очигледно Кина го зема второто место, но и ќе потсетам, САД и Кина не се во добри односи, а сега како да американската администрација сака да направи некаков мир со Кина, бидејќи не и треба уште еден фронт. Оној фронт се вика Тајван, кој го најавувавме и они го најавува во почетокот на годината како извесен. Сега некако се изјаловија работите, веројатно ќе видиме и американско спуштање на санкциите кон Кина, бидејќи Кина е под американски санкции. И сето ова се случува, избори, војни, менување на геостратегија, ќе биде интересно. Да, а сите новости ги очекуваме секако од тебе, секој утро. Благодарам, Андоновиќ. Те оставам да ја работиш својата работа, да се вратиш во редакција. Тоа беше колегата Андоновиќ. Ќе имате можности и прилика секој утро да го следите веднаш по вестите.